2017 година е уште една успешно завршена година за општина Петровец, во која се реализираа голем број капитални проекти кои беа зацртани во програмата на општината. Освен реализираните проекти, 2017 година ја одбележа и победата на локалните избори на градоначалникот Борче Митевски, со која тој го доби својот трет мандат, што укажува дека довербата која тој ја има кај жителите е голема. Во сите населени места се обезбедуваат подобри услови за живење. Голем дел од капиталните проекти успешно се реализирани во сите сфери: инвестиции, образование, инфраструктура, комуналии. Но има и проекти кои останаа нереализирани. Но според градоначалникот на општина Петровец, Борче Митевски, проектите кои останаа нереализирани поради изборната година, тие сепак ќе се реализираат во текот на оваа година. Помина уште една година од нашето заедничко работење за просперитет на нашата општина, година во која започнаме со оптимистички очекувања, со многу направени програми и планови, година во која се обидуваме и очекуваме дека општина Петровец ќе представува еден нов почеток, еден нов инвестиционен циклус, во кој на крајот на годината ќе можеме да бидеме горди за она што сме го оствариле и постигнале. Во годинава која е позади нас, работиме совесно, одговорно и транспарентно. Работиме на сите полиња и во соработка со Советот на општина Петровец, благовремено и транспарентно ги донесоме сите потребни одлуки, планови и програми. Јас како градоначалник сум горд на она што го постигнаме во годинава, што е веќе позади нас, горд сум на сето она што го изградиме. Бидејќи оваа година, 2017, беше изборна и многу турбулентна година за сите нас. Многу проекти и планови останаа нереализирани, но истите ќе бидат реализирани во наредниот период. Годината што измина за општина Петровец ќе остане запаметена по тоа што општината продолжува да се смета за една од водичките општини во државата по влезот на голем број домашни и странски инвестиции. Продолжува изградбата на објекти во мултифункционалната зона Џоилија. Над 10 објекти се изградени или се во завршна фаза, а 15 се во почетна фаза. Исто така во оваа зона започна да се гради и првиот од предвидените 3 хотели. Хотелот се наоѓа во непосредна близина на аеродромот Александар Велики, а се очекува да биде готов за 2 до 3 години. Инвестициите кои треба да никнат во мултифункционалната зона Џоилија дополнително ќе придонесат за општина Петровец и за Република Македонија. Со изградбата на нови индустријски капацитети ќе се придонесе и за намалување на невработеноста. Инвестирањето во оваа зона и нејзината изградба за општина Петровец значи можност за економски развој, отворање на нови индустријски и други капацитети, како и можност за намалување на невработеноста. А од друга страна, тоа значи изголемување на буџетот на општината. Ова што би сакал посебно да го напоменам е дека во последните отуѓувања на градежни парцели, но и претходно привлечените инвеститори, општина Петровец стана лидер во привлекување на инвестиции во рамките на целата држава, што мора да се признае е огромен успех на нашата општина. Од овие причини можам да најавам дека 2018 година општина Петровец ќе биде едно големо градилиште. Изградбата на фекалната канализациона мрежа е исто така приоритет на општината, кој сепак бара подолг период за негово целосно реализирање. Продолжува изградбата на фекалната канализациона мрежа во населеното место Горно Коњари во општина Петровец. Општината ги заврши градежните работи околу изградбата на првата фаза од канализационата мрежа во ова населено место и втората фаза од примарната канализациона мрежа. Со проектот во првата фаза изградени се 1450 метри фекална канализација со цевки од профил фи 250 мм, а со втората фаза од фекалната канализација опфатени се над 90% од населението. Овој проект е од голямо значење за локалното население, бидејќи со завршување на проектот септичките јами ќе заменат во минатото, а граѓаните нема да мораат повеќе да плаќаат за празнење на истите.
Исто така, со овој проект ќе се подобри квалитетот на животот во ова населено место во општина Петровец. Во Горно Коњери изградиме канализациона мрежа втора фаза. Во населеното место Ржичино изградиме канализациона мрежа во должина од 500 метри во Горно Маало. Исто така во Петровец изградиме канализациона мрежа на улица број 3 и 5 во должина од 700 метри. Направена е бушотина за вода во населеното место Дивле. Извршиме чистење на диви депонии, извршиме чистење на одводните канали. Општина Петровец реконструираше и голем број улици низ населените места, а дел од нив се улици низ населените места Сушица, Долно Куњари и Петровец. Со реконструкцијата на локалните улици и патишта се зголемува безбедноста во сообраќајот и се олеснува движењето на пешаците. Одржувањето на патната инфраструктура и реконструкција на улиците представува континуиран проект на општината кој го реализира според потребите. Изградиме една улица во Сушица со павер елементи во должина од 180 метри. Во Долно Коњари изградиме со павер елементи уште една улица во должина од 100 метри. Во населеното место Петровец изградиме 3 улици со павер елементи во вкупна должина од 350 метри. Општина Петровец не застана со реализација на зацртаните проекти на нејзина територија. Во делот на подобрувањето на образовниот процес во Петровец, општината изврши комплетна реконструкција на училиштето во Огњанци, со цел да се овозможат подобри услови за одржување на наставата на учениците. Исто така, во ова населено место, општина Петровец за најмладите жители од општината им обезбеди уште едно катче за забава и рекреација. Станува збор за нов детски забавен парк кој располага со разни детски реквизити и се наоѓа во дворот на подрачното основно училиште Кочо Рацин во Огњанци. Градоначалникот на општина Петровец Борче Митевски нагласи дека грижата за најмладите и обезбедувањето на услови за безгрижно детство се еден од нивните приоритети и досега имаат изградено детски забавни паркови скоро во сите населени места. Во населеното место Огњанци изградиме нов детски забавен парк. Направиме целосна реконструкција на училиштето во населеното место Огњанци со замена на кровот, плафонот и подот на училиштето. Во населеното место Ржанично изградиме и уште еден нов детски забавен парк. Во Средно Коњари изградиме собликувална за на фудбалското игралиште за фудбалскиот клуб Братство Влазними. Локалната самоуправа на чело со градоначалникот Борче Митевски ќе продолжи да работи и оваа година, да реализира голем број проекти кои се од големо значење за жителите на оваа општина. Изградба на пешачка патека од Петровец до Ржаничино, изградба на мост на реката Пчиња во населеното место Долно Куњари, изградба на мини спортска сала во Катланово и реконструкција на патот Р103 и на патот Петровец-Огњанци се само дел од проектите кои што ќе се реализираат во иднина во оваа општина. Ќе спомнам само дел од проектите кои ќе бидат реализирани во наредниот период. Ќе изградиме пешачка патека од Петровец до излезот на Ржаничино. Континуирано ќе ги одржуваме улиците и локалните патишта во сите населени места. Ќе завршиме со изградба на комунална и сообраќајна мрежа во сите населени места. Ќе изградиме мост на реката Пчиња во Долно Коњари. Ќе донесеме урбанистички план за повеќе од 120 парцели во населеното место Петровец. Ќе изградиме мини спортска сала во населеното место Катланово. Ќе извршиме реконструкција на патот Р103 и на дел од патот Петровец-Огњанци. Во 2018 година можеме да очекуваме уште една успешна година во која како општина ќе покажеме сите потенцијали и ќе го заземеме местото кое ни припаѓа во групата на најуспешните општини во Република Македонија. Општина Петровец зад себе остава успешни години со реализирани голем број проекти, а со исто темпо ќе продолжи и оваа година, во која исто така ќе се реализираат зацртаните планови на локалната самоуправа.